19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово и 65 годишниот јубилеј, кој представува целосно ослободување на Република Македонија, во присуство на преживеени и борци од Тетовскиот крај, представници на армијата на Република Македонија, Тетовската касарна, сдруженија на граѓани, представници на политичките партии, ученици и граѓани пригодно одбележан. По тој повод, пред споменикот на револуцијата во Тетово, букети свежи цвеќиња положија делегации на Сојузот на Сдруженијето на борците од НОП на Тетово, командата на гарнизонот Кузман Јосифовски Питу во Тетово, резервните воени старешини на Тетово, Сдруженијето на пензионери од Тетово и Барвеница, Сдруженијето на воени инвалиди на Тетово, потоа представници на политичките партии од Тетово, ВМРО ДПМН, НСДП, Обединети за Македонија, Сдруженијето на трудови инвалиди, ВМРО Народна партија, комбинатот ТЕТЕКС, општинската организација на СДСМ и ученици од основните и средношколските центри во градот. За значењето на јубилеот и Слободарско Тетово со пригоден реферат, навраќајќи се на јубилеот, се осврна Јовица Тофиловски од Сдруженијето на борците на Тетово. Навраќањето и одбележувањето на датумот на ослободувањето на градот не подсетува на тешкото минато, на обстојувањето на населението од овие простори, нерешеното национално прашање, тешката социјално-економска положба, насилствата, уништувањето и така натаму. Затоа, драги пријатели, ученици, во оваа пригода сакаме да истакнеме дека на сите честни и добронамерни граѓани, а посебно на учесниците од Народно-освободителната војна, од Тетово и од Полошкиот регион, овој датум е значен за сите граѓани на овој крај, без оглед на националната и верската припадност. Тоа го потенцираме поради фактот што придобивките на таа револуција се основата на која денеска ние ја градиме новата демократска држава Република Македонија. Во борбите за ослободување на градот, во кои учествувале борците од Тетово и Тетовско, загинеле 360 борци, од кои 208 албанци и 152 македонци, за денес Република Македонија биде суверена, независна и самостојна држава. Денес Република Македонија е независна, суверена и самостојна демократска држава, во која се гарантираат сите човекови и национални слободи и вредности, функционирањето на повеќе партискиот систем и пазарното стопанство. Нашата држава има статус на кандидат на Европска Унија и кандидат за членство во НАТО, а со решавањето на проблемот околу името со Република Грција ќе станеме и полноправни членки на Европската Унија и на НАТО. Тоа ќе значи подобрување на квалитетот на живењето, а со тоа и влегување и на подобрување на безбедностната, политичката и социјално-економската состојба на граѓаните, со што сите наши млади генерации би требало да го најдат своето место на живење, екзистенција и просперитет и иднина во нашата Република Македонија и во нашиот град, а не да одат во други држави. Свој удел во одбележувањето на достојствен начин на 65 годишниот јубилеј, Слободно Тетово има и командата од касарната во Тетово со активностите во текот на вчерашниот и денешниот ден. Армијата на Република Македонија и на овој светол датум, 65 години од одбележувањето на ослободувањето на градот Тетово, а со тоа и на Република Македонија, низ повеќе пригодни манифестации и со нејзино учество го одбележа овој светол празник. Во текот на вчерашниот ден, со учениците од основното училиште Симче Настевски во Вратница, од откажаната маренда од страна на персоналот на касарната Кузман Јосифовски Питу Тетово, истата им беше поделена. Во моментот учениците од основното училиште при село Јегуновце вршат посета на касарната со цел да се запознаат со животот и работата на припадниците на армијата. Сношти учествувавме со 10 наши припадници на пригодната свечена академија по повод ослободувањето на градот Тетово и денеска заедно со сите овде присутни го чествуваме овој празник со полагање на свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата. Посебно ми причинува задоволство што за овие 2,5 години колку што сум командант на касарната во Тетово дадовме свој значаен придонес и колку што можевте и вие денеска да забележите, овие манифестации од година до година се помасовни.
Во чест на одбележувањето на денот и 65 годишниот јубилеј за досегашната плодна и успешна соработка, Сдруженијето на борците на Тетово им додели признание на Текстилниот училишен центар Љочевско училишкот Тетово, градоначалникот на општина Барвеница, Сдруженијето на борци од селото Вратница, Автомото друштво од Тетово, акционерските друштва Тетекс од Тетово и Житополок од Тетово, како и на мајор Блаже Николовски, командант на Тетовската касарна, за личниот придонес во организирањето и одбележувањето на значајни настани од револуционерната борба. Се подготвуваме со 150 мои луѓе на чело со мене да заминеме во мировна мисија во Афганистан. Едно сакам да кажам. Ќе имате целосната моја поддршка во ваквите и во идни манифестации, и јас некојаш на шега знам да кажам дека ова убавината на луѓето е во делата кои што ги прават. Во одбележувањето на денот на ослободувањето на Тетово и 65 годишниот јубилеј се приклучи и градоначалникот на општина Тетово, доктор Сади Беџети, кој посочи дека вакви големи празници не треба да се пропуштаат или заобиколуваат.